Денеска православната црква ги празнува преподобната Макрина и преподобниот Дий Антиохиски. Преподобна Макрина, најстара сестра е на светиот Василий Велики и на светиот Григорий Ниски. Како девица рано била свршена за некое младо благородно момче. Но кога незиниот свршеник умрел, Марина се заветила никогаш да не стапи во брак, велејки: не е право девојката, свршена за едно момче, да отиде за друг. По природниот закон треба да има едно сопружништво, како што е едно раѓањето и една смртта. Таа уште го оправдувала тоа со верата во воскресението, сметајќи го својот свршеник не за мртов, но за жив во Бога. Грев и срамота е, вели сопругата, да не ја сочува верноста кога сопругот ќе замине во далечна страна. Потоа, заедно со својата мајка Емилија, примила монаштво во еден женски манастир, каде се подвизувале со другите инокињи. Живееле од трудот на своите раце, посветувајќи го поголемиот дел од времето на богомислие, на молитва и на непрестајно воздигнување на својот ум кон Бога. Со времето умрела мајка ѝ, а потоа и братот Василий. 9-тиот месец по смртта на Василий дошол Григорий да ја посети својата сестра, но ја нашол на предсмртна постела. Пред самата смрт светата Макрина воздигнала молитва кон Господа: Ти, Господи, ги успокојуваш телата наши со сон на смртта на некое време, па повторно ќе ги разбудиш со последната труба. Опрости ми мене и дај ми, кога душата ќе се слече од телесната облека, да застанам пред Тебе непорочна и без грев и да биде како темјан пред Тебе. Потоа со раката направила крсен знак на челото, на очите, на лицето, на срцето и издивнала. Се упокоила во Господа во 379 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи,
Преподобниот Дий Антиохиски, родум од Антиохија Сириска, од христијански родители. Во младоста бил научен од боговдахновени мажи на монашкиот живот и подвиг. Откако ја издржал долготрајната и тешка борба со телесната поход, му се дало од Бога голем дар на чудотворство. Со своите молитви најчесто се обраќал на Светата Тројца. Творел големи и страшни чуда со силата на својата молитва. Така направил сув стап да раззелени, сув бунар да се наполни со вода, неверен човек го умртвил па го воскреснал. После некое двократно небесно видение, ја напуштил Антиохија и се преселил во Цариград, каде во близина на градот го продолжил својот подвиг. Славата за него набргу се расширила, така што и самиот цар Теодосиј Помладиот го посетил за да прими совет од него, а патриархот Атик со негова согласност го ракоположил за презвитер. Откако поживеал многу години, тој се подготвил за смртта, се причестил, ги поучил браќата, легнал во постелата и на очи на сите бил мртов. Веста за неговата смрт привлекла многу народ. Дошол и патриархот Атик заедно со антиохискиот патриарх Александар. Но кога сакале да го погребат, тој одеднаш станал како разбуден од сон и рекол: ми дарува Бог уште 15 години од овој живот. И светиот Ди поживеал точно уште 15 години. И многумина ги научил на патот на спасението, многумина исцелил, на многумина им помогнал во разни беди и неволи. Па најпосле ја предал својата душа на Господа, кому целиот живот верно му служел. Се упокоил во 430-тата во длабока старост. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженую и пренепорочную и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тя Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов.
кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец. Tebe